Вака официјално ја почнуваме теренската вежба Шеплес 2024, теренската вежба по дендрологија. Една имавме на Кожов, каде што ја гледавме субмедитеранската вегетација, а сега ова е малце поголема теренска вежба со 3 дена, каде што ќе се запознаеме со повеќе климатски подрачја. Зашто е избран овој локалитет и ова место за да идеме на терен? Затоа што неговата експозиција дава идеални можности да се запознаеме со тие разлики висински во распространувањето на вегетацијата. Целта е да направите уочување, да погледнете околината, екологијата, почва, клима, растенијата, се да се служите, да почнете да користите поврзување. Учењето треба да ви биде интегрирано. Учите педологија, учите екоклиматологија, учите ботаника се. Сите тие предмети може да ги поврзете и сите тие предмети најдобро се имплементираат, се поврзуваат во предметот фитоценологија. Вид што денеска прв пат го сретнуваме, Acer tataricum, што е карактеристично за него, сите јавори имаат лаповидни всечувања, лапови. Меѓутоа, Acer tataricum има целокраен лист. Само ситно пилесто назаден. Дека се работи за јавор, кажува плодот, двојнокрилесто оревче. Бидејќи е млад сега, има многу убава вино боја црвенкаста. Бојата, да знаете, доаѓа од антоцијанот што се наоѓа во клеточниот сок на плодот. Како деца сигурно сте скинеле плодови и е карактеристично што кога ќе го фрлите лета како хеликоптерчиња сме правеле. Ако земете еден примерок од ова и ако го споредиме со другиот јавор пак, баш типични јавори, бидејќи има лаповидно всечени листови. Овдека ова соцветие од татарикум е гроздесто, а овдека е штитесто соцветието. Не идете на детерминација само препознавање според листот, гледајте ги и плодовите. За нас, студентите на Шимарскиот факултет, теренската настава ни представува неизбежен дел од нашето студирање. Сум имал можност да присуствувам на повеќе теренски настави кои ги организира нашиот факултет по разни предмети. Ние сме таков факултет во кој што без практична примена на тоа што го учиме не може да се усовршуваме во нашата струка. Не може ние да изучуваме дрвни видови, шуми, пошумување, ерозија, ако ние тоа не го видиме практично на терен. Platanus orientalis, источниот платан, дрво кое што може да израсне високо и преку 30-35 метри. Карактеристично за него е што прави шуми кај нас во Македонија, тоа се во јужните делови на Македонија, покрај подрачја што се под силно влијание на субмедитеранска клима. Има преку 40 метри во диаметар и дава идеални услови за сенка, значи служи за место за собирање, тоест има традиционална вредност, односно културно-историска вредност како вид. Овој вид што гледате пред нас е стар преку 640 години. Последните мерења што ги правев. Се уште
релативно многу добро здрав, нема некои поголеми оштетувања и тоа ова е вид кој што многу брзо се обновува. Знае да се обновува. Поради промена на условите, за да се заштити да не се исуши целосно, ги калусира гранките, ги прстенува и самите гранки се кршат, паѓаат. На тој начин намалува лисната маса и успева онаа мала количина на влага и храна што има за да го преживее самото стебло. Овдека застанавме како едно многу карактеристично и специфично место. Што е тоа што е специфично? Има големи пределни вредности. Погледнете го овој поглед, ова се нарекуваат нежиловски стени, таму горе е врво Солунска глава. Падот негде е преку 1000 метри. Меѓутоа, зелената боја, особено онаа точка и таму горе, се највисоките букови шуми во Македонија. На 2300 метри надморска височина. Место кај што се наоѓаме сега е изразито мезофилно. Значи, кога зборуваме за мезофилни карактеристики, со огромна присутна влага и во почвата, меѓутоа и присутна влага во воздухот. Сето тоа условува појава на една специфична мезофилна вегетација. Тоа е буковата шума, појава на подмладок одела во незе, меѓутоа една од спецификите се и појавата на тиса. Ова е една од ретките планини во Македонија каде што се јавува тисата заедно со буката, а во погорниот дел се јавува заедно и со црниот гавер. Пред нас е ендонореликтниот растителен вид, полудрвенестата грмушка Виола кошанини. Виола кошанини е вид кој што би требало да биде ставен на црвената листа на заштита, затоа што е многу ретка. Што се несува до шумарски факултет, јас се запишав таму сосема случајно и мислам дека е подобро од повеќето факултети во Македонија. Се наоѓаме на Чеплес со моите колеги, воодушевен сум од природата, природните убавини кои што Македонија ги крие зад себе, друштвото, другарувањата, кои што мислам дека во Скопје не се возможни. Јас мислам дека ќе беше грешка што го запишав шумарскиот факултет во Скопје, но бргу после тоа ја открив вистината, убавината во факултетот, другарувањата и со професорите, колегите, учењето. Овде кај што сме моментално денес, ова е практично најдлабоката почва која што ние ќе анализираме денес. Во погорниот дел, во самиот буков насад, ќе сретнеме има рензини. Над рензините горе веќе
под појасот на борот Кривулј има кафеаве почва врз варовник и во најгорните делови има варовничко доломитна црница и сосема во најгорните делови има и само литосоли, односно литици, да не речам во многу иницијална педогенетска фаза. Конфигурацијата на теренот е таква, гледаме дека е доста обрасната, дека има голем дел на органска простирка прво покривна и овој тип на профил е од камбичните почви, што значи имаме хумусно акумулативен хоризонт А, кој што е преовладува или модар или мул хумус. Подолу имаме хоризонт Б, односно формирање на тој камбичен хоризонт кој што може да биде со различна длабочина. Овде има отприлика некои 40 на сантиметри и најдолу во најдолниот дел веќе доаѓаме до субстратот, односно матичната карпа, која што во случајот е во растреслита фаза, односно зборуваме за реголит и која што е, рековме, од типот на варовник. Овие почви се едни од најшироко распространетите и застапените шумски почви во државата. Богати почви, плодни, значени за шумарството, резултат на сложено влијание на климата и делјето на Шумарски факултет Универзитета у Београду и Шумарски факултет... Шумарскиот факултет при Универзитетот во Белград и Шумарскиот факултет од Скопје ги поврзува повеќе децениска соработка. Па така, оваа наша повторна средба всушност представува само продолжување на досегашната соработка. Низ соработката научниците ги прошируваат своите знаења, разменуваат искуства и отвораат можност за идна соработка. И колегите со кои денеска сме на теренска настава на Јакупица се занимаваат со иста проблематика, а тоа е проучување на карактеристиките на теренот. Бидејќи сме на простор со слични еколошки карактеристики, размената на знаењето и искуството за нас е од особена важност. Оваа соработка е особено значајна за нашите идни соработки и достигнувања. Ова сарадња представља еден veoma važan, da kažemo, korak u našim budućim praktično saradnjama i zajedničkim dostignućima. Мене ова ми е прва теренска настава како студент на Шумарскиот факултет. И ова настава дефинитивно ќе ми остави голем впечаток за понатака моето искуство со планините што ќе го имам. Овдека на оваа теренска настава научивме повеќе работи, не беше само за природата и за општото, туку научивме како да се другаруваме, како да се споиме, како да ги завршиме работните обврски. На оваа теренска настава дефинитивно јас пак би присуствувал. Наредно на секој пат кога би се организирала, тоа е едно преубаво искуство што може да го имаме. Буката е изразито сенкоподнослив и за својот развој не бара да има многу светлина. Па затоа прави вака густи популации, каде што има голем број на стебла на единица површина. Овдека застанавме бидејќи е многу интересантен делот во однос на обнова на буката. Гледате дека има едно нарушување на склопот и поради тоа што доаѓа поголема количина на светлина, дава услови да се развие подмладок. Се надевам негде дека ќе видиме некоја извалена падната бука. Ова овдека на која што седам е скршена, најверојатно од ветер, бидејќи е многу стара. Меѓутоа, ако погледнеме оние што ветрот ги бутнал со се корен, ќе видиме дека буката има многу плиток и танирес корен. Зашто има плиток и танирес корен? Затоа што само со таков корен може да опстанат голем број на единки на голема површина. Буката е мезофилен вид, бара влага, а во шумите кај нас влагата, бидејќи почвите се не се толку длабоки, се наоѓа во горниот дел, фактички максимално ја
искористува влагата од почвата. Затоа при уредувањето, стопанисувањето на шумите, внимание треба да се обрне на рабните стебла. Тие се фактички бранители на шумите. Карактеристично на овој локалит каде што сме сега ние е тоа што ова повеќе не е варовнички матичен супстрат како што го гледавме во првиот случај. Овде веќе имаме силикатен матичен супстрат. Конкретно почвата која што овде ја гледаме при првите истражувања пред некои 30 на години е опишана како ранкер. Таа почва, гледаме дека веќе после 30 на години има сериозни промени, односно не наликува на типичен ранкер. Станува збор во овој случај веќе за процеси на браунизација и веќе формирање на, како што гледате, ова е првиот хоризонт хумусен, што кај ранкерите обично го нема или е многу поплиток. Овде веќе има некоја длабочина од 15 на сантиметри, а овој дел овде гледате што е специфично, веќе добива некоја жолтеникава окер боја. Односно станува збор за формирање на камбичен хоризонт, односно овој ранкер преку процесите на браунизација веќе преминува кон камбичните почви, односно во блиска иднина, можеби за следните 20 на 30 години, повторно ќе биде камбисол како нешто го гледавме долу во долниот дел. Да се биде дел од оваа прекрасна организација е такво задоволство и чест. Значи, не само што учиме премногу од професорите на теренската настава, туку и можеме да ги запознаеме подобро од поблиску, да се сближиме и со колегите и со сите кои што учествуваме во ова. И едноставно дружбата е прекрасна, буквално како цел живот да се знаеме, иако доаѓаме од толку различни страни и имаме различни интереси, меѓутоа сепак не спојува љубовта кон природата. Се наоѓаме на локалитетот Бабина Дупка, на 1670 метри надморска височина, на една прекрасна ливада под самиот врв на Солунска глава. Една ливада која што се карактеризира со еден огромен биодиверзитет од голем број на растителни видови, како зелести, така и дрвенести. Ова е подрачје кај што се сретнуваат растенија кои што припаѓаат на различни флорни елементи. Овдека ги имаме сите сорбуси, речиси, покрај тоа се сретнуваат сите јавори, некоја дива слива доминира во просторот елата, која е во позитивна сукцесија, малината, рубус, вибурнум,
лантана, како и голем број на други дрвенести видови, кои што имаат пионерска улога во зараснување на оваа ливада. Значи, ова е еден природен сукцесивен процес кој е многу спор. Ова кога го гледаме овдека, ова убавина, овие ливади, ова растенија, ќе дојдеме до заклучок дека сепак Македонија е чудесна, бидејќи располага со голем број на растителни видови. А планарскиот дом Чеплес на отворените простори, значи на местата кои што се отворени, често се сретнува дивата среќа, која што многу брзо и Има мал милион причини зашто го обожавам престојот во природа и мислам дека првата која што можам да издвојам е тоа дека во природа некако нема формалности. Сите следиме некои непишани правила и се движиме по течението на водата. Тоа помага за полесно да се запознаеме меѓу себе, студентите и професорите, а исто така да ја запознаеме самата природа. Овде сваќам што сум прочитала во учебникот, што сум слушнала на предавања, ги поврзувам работите и се е полесно кога нешто ќе видиш и допреш, нели како луѓе. Порака за професорите, носете не повеќе на теренски. I was shocked when I got here to Macedonia. Кога дојдов во Македонија, бев шокиран од убавината на природата. Не го очекував тоа. Јас не знаев дека има толку убава природа, а исто така и прекрасни луѓе. За мене како човек што доаѓа од Шведска, патувањето низ земјава и запознавањето со луѓето и нивната гостопримливост беше изненадувачка. Оваа убавина ја нема секаде и е навистина прекрасно. It's not something that every country have and it's really beautiful. Ова доаѓање на Чеплес ми е по трет пат, трета година сум инаку, што значи откако го запознав местово, јас сум заљубена во него. Можам да кажам дека ова место не може да се доживее на слики, на видеа, како што може да се доживее во живо. Ние како студенти инсистираме постојано да има теренски настави, од причина што на нашиот факултет не може да се учи само во училна и дома. Потребно е да се види, потребно е да се доживее и најбитен е соживотот со природата. Покрај теоретската настава која што е фатена со трите студиски програми кои што се следат на нашиот факултет, од големо значење е практичната настава, односно кај нас тоа е поделено на теренски вежби и теренска настава. Особено значена е онаа која што ја нарекуваме стационарна и тоа значи дека избираме одредена база која заради различните фактори, односно природни, вегетацијски карактеристики ни помага во практично осознавање на она што е поминато на теоретската настава. Имено станува збор за повеќе од еднодневна практична настава и представува потврда на сето досега изучувано низ семестрите,
Опфатено е за секој предмет и сме едни од ретките високообразовни институции кои што и покрај опфаќањето на природни и инженерски области пружа вистинска можност за спознавање на она што е наведено во учебниците и представува вистинско формирање на профилот кој што се изучува кај нас. Односно, тоа во суштина значи дека факултетот би дал готов производ што веднаш може да се вклучи во стопанството. Шумарскиот факултет при Универзитетот во Белград секоја година организира теренска настава за студентите од втора година. Организираме теренска настава и принципот е сличен, како што прават и колегите од факултетот во Скопје. Постојат разлики и затоа сме почестени што имавме можност да бидеме овде на покана на професорот Ацевски и да видиме значително поинаква вегетација. За нас е особено важно да видиме нешто што не постои во Србија, зашто сега зборуваме за масив кој е над 2500 метри надморска височина, додека во Србија немаме толку висок масив, кај нас највисокиот е 2167 метри надморска височина. Затоа ова за нас е скапоцено искуство и многу сме благодарни што имавме можност да присуствуваме на оваа теренска настава. Ова година решивме теренската настава по предметот дендрологија да збогатиме со еден многу убав момент, а тоа е да насадиме дрвни видови кои всушност представуваат национални македонски дрвја. Тоа се виола кошанини, македонската синоличка, моликата, позната како македонски бор и македонски дап. Сите три вида во англискиот говорно подрачје го носат префиксот Macedonian, што ја промовираат македонската дендрофлора. Значи видови кои потекнуваат од македонскиот ареал. За да ја обележиме оваа карактеристика и да за прв пат да направиме промоција на овие три вида, решивме во рамките на теренската настава по дендрологија во близина непосредна на самиот планинарски дом Чеплес, од сите три растенија да посадиме по еден примерок. Направивме еден постер, една табла, каде што посетителите ќе можат да видат за што се работи и зашто е идејата за промовирање на национални македонски дрвни видови. Направивме промотивни табли и постери кои што ќе промовираат одредени природни вредности. Направивме еден постер во кој прикажавме само одреден дел од големиот биодиверзитет на растенија што се во непосредна близина на планинарскиот дом, така што планинарите и посетителите можат да се запознаат со големите природни вредности што има оваа околина. Во непосредната близина на самиот дом има една многу убава црешова шумичка. Црешата кај нас се јавува поединечно или со помали групи, овдека е една површина од негде од 300 квадрати, каде што доминира чисто црешова шума. И за да обележиме оваа шума, ќе ставиме една табла, шумичка од дива цреша, латинското име, меѓутоа за да биде настанот по-репрезентативен
и да го дадеме значењето на среќата, ставивме еден стих од Тоше Проевски од песната посветена на среќата, каде што бара кога ќе се врати да види среќата жива. Така и ние кои ќе се враќаме секогаш да ги видиме овие среќи живи. Една цреша што мене ме чека. Кога морав да одам им реков, се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Не спојува и желбата да бидеме подобри во тоа што го правиме, секогаш да ја унапредуваме науката, и ова што го направивме овој пат со целото документирање на теренската настава, како и садењето на садниците од македонските национални дрвја, мислам дека е нешто што не може да се доживее пак, сега е и кој знае кога. И баш се радувам за сите колеги што сме тука вака заедно собрани да испишеме дел од нешто што ќе биде историја.